Еден од најзначајните проекти на кој општина Битола работи во изминатите години е индустриската зона Жабени. Во индустриската зона пред неколку години беше направен детален урбанистички план и беше изградена потребната инфраструктура од страна на општина Битола во соработка со владата на Република Македонија. Владата Република Македонија уште во почетокот даде одредени поволности како стимулација за инвеститорите, но дополнително и ние како локална самоуправа преку Советот на општина Битола дадовме дополнителни поволности, со што навистина, земајќи ги предвид тие две работи и инфраструктурата која што веќе ја поставувавме, се придонесе за зголемување на условите за инвеститорите. Во индустриската зона Жабени веќе работи германската фабрика Кромберг и Шуберт, каде се вработени околу 2600 битолчани, а инвеститорите во скоро време планираат да ја прошират својата инвестиција. Исто така веќе се на повидок и нови фабрики во индустриската зона. Нивниот план е капацитетот да се зголеми, значи дали истиот објект или со уште еден објект до овој, за уште 1500, значи ново вработени наши граѓани, што значи дека крајната бројка би била за 2 до 3 години можеби за 4000 вработувања. Во полнек е изградбата на железничката пруга Битола Кременица, а истата ќе биде поврзана и со индустриската зона Жабени. По наше барање, Македонски железници го сменија проектот и дополнивме со еден влез, еден крак од железничката пруга да влегува во индустриската зона Жабени, со што би се овозможило контакт на сите оние кои што имаат потреба од транспорт на роба или производи кои што ги произведуваат преку железница, да можат полесно тоа да го прават. Мислам дека тоа пак дополнително ги зголемува условите, ги подобрува условите и онака добрите услови во индустријската зона Жабени, за да размислат индите инвеститори каде да вложуваат. Градоначалникот Талески очекува дека идната градежна сезона ќе започнат со изградба неколку инвеститори кои веќе ги имаат купено своите парцели во индустриската зона.